Со информација од Црната хроника го започнуваме денешното издание на регионалните вести. Двојно убиство се случи утринава во Тетовско Мерово. Убиени се двајца браќа по расправија со нивни роднини. До убиството на двајцата браќа во Тетовско Мерово дошло поради нивни поранешни недоразбирања со блиски роднини. Најверојатно се расправале за пасишта, а и самото убиство се случило во место викано Јабланица, познато по Бачила и Штали. Утринава околу 7 часот, кога започнала најновата кавга, двете групи извадиле оружје и почнале да пукаат. 25-годишниот од браќата подлегнал на повредите на самото место, а 24-годишниот на пат кон Тетовската болница. Во престрелката ранети се други две лица на возраст од 32 и 26 години, роднини на браќата. Се донесени првично двајца повредени со рани настанати од огнено оружје. Првично се третирани тука, но поради тежината на повредите и животно загрозувачката состојба нивна, со соодветна пратња се испратени за универзитетски клиники во Скопје. Потоа е донесено уште едно повредено лице без знаци за живот. Во нашиот оддел само е констатирана смрт на починатиот. Полицијата соопшти дека по извршување на увидот приведени се и задржани две лица на 29 и 54 години, кои биле присутни на настанот, но нема информација за што се сомничат. Обвинителството соопшти дека продолжува истрагата во насока на прибирање на материјални докази, со цел расветлување на настанот, односно откривање на точните мотиви и како настанала престрелката. Ова е трето убиство во Тетовско за 2015 година. На 10 април при престрелка во кафе бар во Тетово беше убиено 22 годишно момче од Тетовски Порој. Градежен работник од Гостивар не го преживеал падот од покрив на објектот на кој работел во населбата Питарница. Несреќата се случила денес попладне. Загина градежен работник во Гостивар во несреќа при изведување работи на објект во населбата Питарница. Денес попладне животот го загуби гостиварец на возраст од 60 на години. Според првичните информации, несрекниот работник паднал додека изведувал градежни работи со уште неколку други лица на покривот од објектот. Повредите со кои се здобил од падот биле фатални. Набрзо по настанот била повикана екипа на брза помош која констатирала смрт. Од СВР Тетово потврдија дека случајот е пријавен и дека повеќе детали ќе се знаат по извршување на увидот на местото на несреќата. Одбележан денот на полицијата во секторот за внатрешни работи Тетово. По тој повод беше организирана и посета за тетовските основци. Со посета на ученици од основното училиште Лирија денес во СВР Тетово одбележан беше 7 мај денот на полицијата. Учениците посетија повеќе оддели и служби на секторот за внатрешни работи Тетово, поразговараа со полициските службеници, а ги видува и полициските автомобили и комбиња. Учениците остварија средба и поразговараа и со началникот на СВР Тетово Фаредин Зенуни. Секторот за внатрешни работи во соработка со граѓаниве, зашто секторот полицијата, вие добро знаете дека полицијата е креирана за да им даде безбедност на сите граѓани, нели? Ако таа безбедност се нарушува, тогаш ние влијаеме кај граѓаниве, соработуваме со нив, заедно со нив ги решаваме сите тие проблеми што ги имат и се враќа пак состојбата на нормално ниво. Овдека во секторот имаме униформирана полиција, имаме крим полиција. Верувам дека во оваа посета сте ги посетиле и сите простории наши овдека како што работиме. И верувам во иднина и вие ќе придонесете во таа безбедност што ги имаме во регионот. И да бидете примери, зошто и не да бидете во иднина и полицајци и инспектори. Ви се заблагодарувам многу за ова посета. Верувам дека и во иднина ќе бидете дел од нашата работа. Ќе соработувате со нас, ќе го поздравувате чичковците полицајци што се надвор понекогаш. Денешната посета на тетовската полиција беше вистинско доживување за многумина ученици.
Секторот за внатрешни работи Тетово денеска имаше посета од најдобриот дел од граѓаните, значи младата популација во Тетово. Тие ни го честита 7 мај, денот на полицијата. Ова беше еден ден кој беше еден од најдобрите во работата во полиција. Ние веруваме дека во иднина вакви посети ќе имаме од страна на учениците во регионот овдека. Можеби не само за 7 мај, туку и другите денови. Секторот за внатрешни работи не само на сите полицајци и на припадниците на Министерството за внатрешни работи им го честита 7 мај, денот на полицијата. Туку истиот ден е ден и на граѓаните, пошто полицијата е креирана за во интерес, да биде во интерес и во склоп на услугите на граѓаните што ги има во секторот. Ние во иднина инсистираме малку повеќе да имаме соработка со сите делови од нашето општество, поготово со младата популација, пошто тие во иднина ќе бидат наши граѓани, полнолетни граѓани кои ќе влијаат доста во безбедноста во секторот. Вакви действија преку секторот за превенција одсекот што го имаме овдека се планираат во иднина да се воведат во праксата на полицијата, туку целата работа на полицијата да не биде само репресивна, да се изреагира после случување, туку да биде и малку во превентивна. Значи, што повеќе ние ќе превенираме во действијата што се случуваат во регионот, толку повеќе ќе имаме безбедност, толку повеќе ќе имаме благосостојба во регионот и толку повеќе ќе има и добробит за граѓаните. Значи, инсистираме услугите што ги даваме кон граѓаните да бидат коректни, да бидат правни и се повеќе да бидеме ефикасни во работава, се повеќе да бидеме поблиску до нашите граѓани. Денот на полицијата 7 мај беше одличен повод и за едно изненадување. Тетовските новинари со доделување на благодарница му искажаа благодарност на портпаролот на СВР Тетово, Маријан Јосифовски, за досегашната соработка со медиумите. Како што обично во вакви прилики се кажува, ова представува не само признание, туку и мотив повеќе и во иднина да продолжиме во насочна конструктивна соработка, да си веруваме едни на други, како и досега, и вие професионално, а и јас професионално, да се справуваме со сите предизвици. Со одлука на владата на Република Македонија од 20 април 1993 година, 7 мај е постановен како Ден на македонската полиција, а по повод истиот ден во 1903 година, кога на Смилевскиот конгрес на Тморо е извршена реорганизација на власта и безбедноста. Денот на македонската полиција 7 мај и гостиварските полицајци го прославија во друштво на најмладите како домаќини на основците од училиштето Единство. Децата се сретна и со командирот на полициската станица во Гостивар. Гостиварските полицајци својот празник 7 мај им го посветија на најмладите и го прославија во нивно друштво. По повод денот на македонската полиција, учениците од основното училиште Единство ја посетија полициската станица во Гостивар. Одблиску се запознаа со работата на чуварите на јавниот ред и мир, се информираа за сообраќајните правила и ги разгледаа просториите на станицата. Посетата ја завршија со средба со командирот Наим Алиу. По повод 7 мај, денот на полицијата, во нашата полициска станица гости имаме група ученици од основното училиште Единство, се со цел да се презентираат работата на полицијата во Гостивар и воопшто и опремата со која ние располагаме. Во ова посета на учениците ќе им бидат представени сите канцеларии и објекти со кои располага ПС Гостивар и одблиску да се запознат со начинот на работа на полициската станица Гостивар и вработените во полициската станица Гостивар.
Од полицијата велат дека ваквите посети и средби се очекува да придонесат за надминување на предрасудите и стереотипите кај младите, кога станува збор за местото и улогата на полицаецот во општественото секојдневие. Основците денес имаа можност да ја видат и посебната просторија за работа со деца во ризик, која лани беше отворена во рамки на гостиварската полициска станица. Денот на македонската полиција денес се одбележа и со оддавање почит на полицискиот службеник Цоки Стојановски, кој загина бранејќи ја својата земја во конфликтот во 2001 година. Во рамки на одбележувањето на денот на македонската полиција 7 мај, денес семејството, колегите и пријателите го посетија вечното почивалиште на полицискиот службеник Цоки Стојановски на православните гробишта во Тетово, кој загина бранејќи ја својата земја во конфликтот во 2001 година. На комеморацијата во знак на вечен незаборав, чест и пиетет присуствуваа представници на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај, делегации на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово, секторот за внатрешни работи Тетово, Општинската организација на војни инвалиди од Тетово и Сдруженијето на бранители Бедем, колегите од полициската станица за безбедност на автопатниот сообраќај Тетово, припадници на армијата на Република Македонија. Му оддадоа почит со палење свеќи и полагање свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште и на спомен бистата во полициската станица за безбедност во автопатниот сообраќај. Цоки Стојановски загина ноќта на 31 јули 2001 година. Тој беше погоден од куршум на пунктот лоциран пред поранешните простории на Радио Тетово. Во 2001 беше на функцијата командир, а должноста тој ден ја извршуваше на реонот од наплатната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Полицаецот Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата и должностите, кои ги извршуваше секогаш со иста совесност. Тој загина на 28 години, а по прераната смрт зад себе остави сопруга и 2 малолетни деца. Социјалдемократскиот сојуз денес објави нови аудиоснимки за кои се тврди дека се прислушувани телефонски разговори. Партискиот председател Зоран Заев соопшти дека посочените телефонски разговори се однесуваат на истрагата околу смртта на новинарот Никола Младенов. Тапката за смртта на Никола Младенов, случајно или намерно, власта на Никола Груевски ја водело непрофесионално, неодговорно, со намерно прикривање на клучни информации од јавност. Доказите и аргументите ќе покажат 10 причини зошто е неопходно да се спроведе вистинска истрага за смртта на Никола Младенов. Беа соопштени 6 клучни работи. Дека се отфрла судир со друго возило, дека не можело да се утврди каде бил Младенов пред трагичниот настан, дека не е пронајден телефонот на Младенов, дека на местото на настанот не биле пронајдени фискални сметки, дека телото на Младенов било пронајдено на 7 метри од возилото и дека причината за несреќата е неприлагодената брзина на автомобилот кон условите на патот. Овие докази јавно се обелоденети и достапни се секако за сите граѓани. Почитувани граѓани, од доказите и разговорите кои што денеска ќе ги објавиме, ќе стане јасно дека ниту една од овие 6 клучни работи се точни. Жена му синоќа се слушнава со него околу 10 сат и валја и рекол за толку и толку време си доаѓам дома, нели? Има и баш со овие зборови, вика, знаеш дека он ја како ова има Мерцедес, да не сгазнал поише од колку што треба, она за тоа се секира. И ја му викам на Павле, викам нема проблем, ама дај жена му ние одма ќе уклучиме, ама викам жена му нека ни повара, пошто знаеш, терсене се утре ќе рече што сте ми го моцирале телефонов. Посебно таковче. И жена му, за волја на вистината, одма дојде у полициска станица, пополни тоа све што треба и практично после тоа за немаше ни 2 сати ние кога го најдовме кај. По сигналот на телефонот. Ја ќе видам се вајле, ќе ти кажам ако нешто, мислам ќе ти кажам да знаеш прво кои се причиниве, ќе прашаме у судска медицина па да процениме дали. Па жена му прашувала, ваму прavo ке Павле, ке министерката на наша и после го лоцирахме и така. По телефонот го лоцирате? Да. Со телефонот, а? Да. Иначе не може да го најде. Не може да најдеш. Да, бе, мај.
Бог да прости. Бог да опрости, ама зол човек беше. Да. Па сега што да ти кажам. Дека е управо, вика, никад до сега вака не бил нападнат истражен судија, не бил нападнат. Сега, баш како и на почеток на кариера некој многу од овие тазе примени. Што да му правиш? Да не кажем. Ама тоа е сега, дека, мислам, не, како и да е, дека направи лутки, ама дека не е тоа за да го кажеш за јавност, не, треба да го на крај на кришто да го покриваме со милион работи. Најважно е, ќе прашаме утре, баш пред настан ќе се договориме дали веќе ни е готов, ако ни е готов да кажеме готов е испратене. Да. О, има, не можеме да коментираме, додека не си го примион. Ќе ви каже истражниот. Да, после ќе ви информира истражниот. Инаку чисто заради нас, има таму некаква боја кај задњата врата. Јас спомнам тоа и вчера. Ушлинковски денеска ми кажа, вика, не знаеме ниту може да кажеме колку е стар. Многу е мал ударот, значи ако е воопшто и удар, се цигнале. Ама прашање е дали од тогаш или од предходно. И сега тоа може да направи милион забуни после тоа. Не да боже таква информација да излезе, си ебавме Да. И се ти. Партијата за демократски просперитет на пресконференција реагира на навредливиот вокабулар на министерката Јанкуловска во емитуваните снимки за кои опозиционата СДСМ тврди дека се прислушувани разговори. Се осврнуваат и на состојбите во исламската верска заедница. Партијата за демократски просперитет е згрозена од таквиот речник на министерката, кој што во нејзините прислушкувани разговори со нејзините работници шири идеја за етничка супериорност, поттикнув на етничка дискриминација и ги излага на подбив припадниците на заедниците. Сето ова се кривични дела од емитуваните снимки за наводно нејзините разговори. Јанкуловска употребува пежоративни и подценувачки називи за албанците, нарекувајќи ги секогаш шиптари, индијанци, кои што ќе ги фати за врат и така натаму. А за ромите употребува пежоративен назив цигани, кои што за уши циган по циган ќе ги вадајме на гласање, или дека ќе обработува специјална стратегија за истите. ПДБ смета и бара од републичкиот обвинител господинот Марко Зврлевски, согласно сугестиите на представниците на Европската Унија и на Соединетите Американски држави, како и согласно изразената готовност на премиерот Груевски, дека тој нема ништо против да се процесуираат сите материјали кои се дел од прислушкуваните разговори, против министерката Јанкуловска по службена должност да покрене кривична постапка за омаловажување, навреда и дискриминација по етничка основа, употреба на антиуставни категории за етничките заедници и закани за употреба на физичка сила. ПДП смета дека од етички и морални причини Горнара Јанкуловска поради употреба на таквиот вокабулар, кој што не личи на добро воспитан граѓанин, а уште помалку на еден министер, требаше одамна самата да даде оставка од функцијата без да чека да биде разрешена. Што се однесува до состојбите во исламската верска заедница, Партијата за демократски просперитет со посебно внимание ги следи тие настани и апелира до сите политички партии да на никаков начин, ниту директен, ниту индиректен, да не влијаат и да не се мешаат во работата на верските организации. ПДП го осудува насилното завземање на работните простории на исламската верска заедница и апелира да сите недоразбирања и проблеми се решаваат преку демократско одлучување во рамките на органите на исламската верска заедница, тоест Ријасетот и Советот на муфтиите,
и секогаш во согласност со Уставот на Република Македонија. Впрочем, ние не бараме ништо повеќе од нив, посебно од имамите, туку бараме да го спроведуваат токму тоа што тие цело време го проповедуваат. Коледжот Јахја Кемал и оваа пролет ги отвори вратите за децата од детските градинки. Денес се одржа традиционалниот фестивал на пролетта. Традиционално и годинава трет пат поред се одржа фестивалот на пролетта во коледжот Јахја Кемал во Камењане. На манифестацијата учествуваа децата од градинките од Тетово и од Гостивар, кои пред многобројната публика играа, пееа и рецитираа, со што покажаа што научиле за време на нивниот престој во градинка, а своји изведби имаа и учениците од коледжот Јахја Кемал. Yahya Kemal Kolejlerinin düzenlemiş olduğu 3. bahar... Ова е трета година поред откако коледжот Јахја Кемал во Тетово организира пролетниот фестивал по повод да се здружат децата од сите градинки од Тетово и од Гостивар и исто така и од приватните градинки од овие два града. Ова година учествуваат над 300 деца од сите овие приватни градинки. По повод денешниот ден учениците ќе имаат могуćност да се дружат, да се развеселат, да пеат и на крај на сите ќе им бидат доделени по едно пакет. Teşekkür ediyoruz bu konuda. Duyarlı olduğunuzdan dolayı. Па мислам дека се за поздравување ваквите соработки меѓу институциите, за да може децата да се забавува и да бидат заедно, да докажат дека сите деца се исти. Ја представуваме приватната градинка Реа од Тетово. Ние имаме неколку точки денеска во денешниот фестивал и ова е втора година поред ние како Реа што учествуваме во овој пролетен фестивал организиран од страна на коледжот Јахја Кемал. Сакам да кажам дека ова е за поздравување и е убав настан каде сите деца без разлика од нивната етничка припадност, без разлика од нивната боја, тие се дружат тука и се надевам ова ќе продолжи понатаму. Чание Селими. Во коледжот Јахја Кемал годинава ќе се запише третата генерација на основци. Денес родителите и децата имаа можност да се запознаат и со условите кои што ги нуди коледжот Јахја Кемал. Çocuk Festivali'ni şu anda burada kutlamaktayız. Ова е втора година, годинава ќе биде трета година поред откако отворивме и основното училиште. Уписите се во тек, има доста заинтересираност. Една паралелка веќе е направена и очекуваме и други да се пополнат. Децата на денешната манифестација имаа можност да уживаат во неколкуте уметнички точки изведени од кловнови аниматори. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Стефановски денес беше во подрачната единица во Гостивар. Посетата се реализираше во рамки на проектот Отворени денови со граѓаните што фондот го организира секој четврток. Морам да кажем дека од досегашното искуство во тек на овие неколку недели со Отворените денови имаме доста барања од осигурениците да се запознаат со некои од новите мерки кои што ги воспостави Фондот за здравство, како на пример зголеменото траење на породилното отсуство за мајките кои што родат близнаци и повеќе деца, пререгистрирањето на невработените лица, хонорарците и уште многу алатки кои што ги промовиравме во изминатиот ден, а исто така изминатиот период, а исто така и од неодамна се распрашуваат и за аптекарските станици кои што исто така неодамна ги промовиравме, а со кои што ќе се зголеми достапноста на лековите во руралните средини.
Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири го промовираше почетокот на работите од втората фаза на изградба на колектор за отпадни води во селото Добридол, општина Врапчиште. Проектот е со вредност од 4,6 милиони денари. Па денес сме тука и работите се одвиваат така како што се предвидени според планот. Утре ќе бидеме во Гостивар, па ќе продолжиме, пошто и градежната сезона веќе започна, така што тука се одвиваат добро работите и се надевам дека така како што кажа и градежната фирма, тоест изведувачот, за едно 10 дена ќе се приврши целосно и асфалтирањето е вклучено тука. Сега сме овде да гледаме на терен реализацијата на втората фаза на проектот за канализација во општина Врапчиште, каде што со соработка со Министерството за екологија веќе стигнавме до 200.000 евра некаде инвестицијата. Се работи за главниот колектор на селото, главната улица на селото и веќе во иднина ќе работиме на решавање на приклучоците на куќите што се блиску до колекторот, па и другите улици што ќе треба да се приклучат на главниот колектор. Уште неколку дена или десетина дена ќе заврши овој проект, ќе наставиме со други активности, каде што имаме спремено апликација за сите населени места за проектирање, проект документација за сите населени места, почнувајќи од Градец до Зубовце и во иднина со тие проекти да аплицираме во сите програми на владата, од надворешните институции, амбасади и така натаму. По повод 8 мај светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина и неделата на Црвен крст на Република Македонија, која се одбележува почнувајќи од утре па се до 15 месецов, во Скопје утре ќе биде одржана пригодна прослава. На неја ќе бидат наградени досегашните претседатели на Црвениот крст на Македонија, меѓу кои тетовецот Јован Дамјановски. Оваа година, како што и знаете, се надевам, навршуваме 70 години од нашето постоење, така да во контекст и во рамките на тие одбележувања сите настани кои ги организираме оваа година, ги организираме под тоа мото, навраќајќи се и одбележувајќи ги 70 години минати во Црвениот крст. Вреди да се напомене дека оваа година мотото под кој ќе се одбележува светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина е нашите принципи во акција. Знаете дека Црвениот крст на Република Македонија и движењето во светот се води од 7 познати принципи кои се усвоени пред 50 години на конференцијата во Виена. Дополнително нешто што очекуваме да се случи на 8 мај, освен што ќе се промовираат принципите, што ќе се алудира, односно ќе се уште еднаш укаже на нивната силина во рамките на нашето делување, ќе по прв пат ќе бидат промовирани, односно ќе бидат наградени досегашните претседатели на Црвениот крст на Република Македонија, меѓу кои господинот Јован Дамјановски, кој беше последен претседател на Црвен крст на Република Македонија и тоа во 2 мандати, чиј придонес е навистина значителен и остави голема трага во нашата организација. Тука се и преостанатите тројца живи претседатели, значи гордост и среќа наша ќе биде дека на тој ден ќе можеме да им оддадеме минимум признание за сето тоа што го имат направено, а некои од нив и сега го прават, вклучувајќи го и господинот Дамјановски, кој е многу активен во тој правец. Така да во рамките на одбележувањето ќе имаме една традиционална активност која се состои во промовирање на една поштенска марка која ги носи мотивите и пораките на одбележување на 70 годишнината на Црвениот крст. Така да се надеваме дека ќе имаме еден убав, пријатен настан, ќе имаме една дружба со нашите, би ги нарекол, водачи досегашни на организацијата на Црвениот крст, од кои секогаш има што да се слушне, што да се научи и секогаш да се добие дополнителна инспирација за одење понатак. Вчерашниот празник Ѓурѓовден доцна попладне со голем црковно-народен собир се прослави во манастирската црква Свети великомаченик Георги Победоносец во селото Туденце. Со голем црковно-народен собир празникот Ѓурѓовден вчера се прослави и во манастирската црква Свети великомаченик Георги Победоносец во тетовското село Туденце. Одбележувањето на денот посветен на светиот великомаченик Георги започна со мал водосвет и прережување на кумскиот колач од страна на свештенослужителите отец Дарко Наумовски и отец Александар Стојановски. Святи Боже, святи крепки,
Стефан Заковски, Давид Димковски и Елка Тасевска ја имаа среќата да ги најдат паричките вметнати во кумскиот колач, кој им го донесоа кумството за следната година. Дека е посебна чест да се биде кум на прославата на Ѓурѓовден во Туденце, покажаа и годинешните кумови кои со голем ентузијазам учествуваа во организирањето на овој црковно-народен собир. Доста радост и среќа. Ети годинава дојдов специјално за тоа, пошто сум кума. Ети годинава снаата моја го доби паричето, ќе биде нова кума. Многу се радувам, многу народ имаме, многу го и сакам и до година уште побаво да биде. Многу ми е мило. Од црковниот одбор посочуваа дека неколку години поред празникот Ѓурѓовден на ваков начин се чествува во местноста на целото Туденце во возобновената манастирска црква, која важи за едно од најдревните православни светилишта во овој крај и пошироко, а традицијата се надеваат дека ќе продолжи и следните години. Пред денеска е 6 мај Ѓурѓовден, патронен празник на овој наш свет храм, која традиционално веќе неколку години го славиме и значи од година до година доаѓаме во поголема бројка, значи тоа што за нас многу е важно и ни дава уште поголема желба и да истраеме во нашата намера да го возобновиме храмов, значи што сме го започнали да го возобновиме, али како што се одвиваат работиве, водиме во добар правец и во текот на годината ќе биде и христоско-живописен манастирот. Така здраве, наредна прилика која ќе се сретнеме овде кај ќе биде све нацртано. Значи нашите верници масовно се одазваа на нашиот повик за прескоживописување, значи сите до сега, значи 80 може да се рече више постоje западен, да мислим обезбеден за цртање, за прескоживописување, така да уште малку остана некој дел кој сака нека се пријави, нека дарува да го доцртаме и наредна прилика да го светиме. Изградбата на манастирската црква Свети Великомаченик Ѓорги Победоносец во Туденце е во завршна фаза на големо задоволство на сите кои се залагаа за нејзино обновување. Објектот се изгради со доброволни прилози од верниците и селениците, а и вчера голем дел од гостите на собирот по повод патрониот празник на манастирот донираа парични средства. Наредна работа што треба да изработиме тука е да го изработиме и дворот, значи пристапниот пат ние во процедура да го направиме, значи ето го стампонираме, скоро имам поддршка од нашите и најверојатно ќе биде до наредна прилика или со бекатон плочки или со асфалт по изработено. До август месец треба да го готово, како што се одвиваат работиве. И другата работа ни е дворот, значи дворното место да го изработиме. Нека да изработиме, уште малку не остане и да го направиме оно како што личи. Треба да личи. А и другата прилика, значи кога најверојатно кога ќе биде светењето на манастирот, тогаш и планираме да биде и почеток за изградба на конакот, кој ќе биде автентичен, значи онај стар студентска архитектура на стара куќа Чердаклија. Тоа ни е процедура и сакаме да доловиме на старото наше што било некогаш. И тоа мислам дека ќе успееме. Празнувањето на Ѓурѓовден во Туденце беше причина повеќе манастирската црква да ја посетат голем број мештани, како и гости од државава и од диаспората. Овој објект представува кој што е плаошник за Охрид, ова е плаошник за Туденце, односно за христијанскиот свет. Може да се каже дека пред толку години, од 3-тиот век, како што имам информација, 3-тиот или 5-тиот век, значи боравеле тука, живеле овие народи овде што се. Јас сум многу среќен што се зафати една група на деца овде, така да речем, начело со синот на покојниот кој што му се сони сонот овде, кој што го зеде во свој раце целата оваа ситуација, така да сум врло возбуден кој ќе видим вака еден објект на ова место кој што ме го викале ние старите Бучало. Друго што да ви кажем е прекрасно да се слави и треба да се слави и треба да се прошири ова славење со некои додатни овде објекти кои што ќе го соверат народот да може кај да застанат, да не да биде вака. Така да имам информации дека тоа ќе го прават. И ќе прават и патот. Многу прекрасно чувство е тука, значи тука сум били кога се градела црква на пола метро, кога е била, сега е изградена многу добро. Значи тоа
треба да се подарува, значи помој се дава на црквата, пошто јас еднаш паднав од високо, се повредив, па сега се спасив, сум дошол тука да споделим со другарите оваа веселба. Значи многу добро чувството е. Инако да кажам дека со Душкота што е црковниот одбор, ние сме другари и се дружиме и за викенд на 1 мај тука бевме и чувството е многу прекрасно. Чествувањето на Ѓурѓов ден во Туденце заврши со братско-сестринска трпеза на љубовта приредена за сите присутни верници од страна на годинешните кумови. Околу 50 милиони британци гласаат на парламентарните избори. Исходот е непредвидлив, а анкетите прогнозираат околу 34% од гласовите за конзервативците на Камерон и 33% за лабористите на Милибан. Според британскиот изборен модел се гласа само во еден изборен круг, а пратеник станува оној кандидат кој ќе освои најмногу гласови во својата изборна единица. Низ целата земја има приближно 50.000 избирачки места, што се отворени во 7 часот, а ќе се затворат доцна вечер во 22 часот. Се бараат 650 пратеници, 9.000 советници и неколку градоначалници. На овие избори британците прв пат ќе имаат можност да го дадат својот глас преку интернет. Првите резултати се очекуваат до полноќ, а конечните утре на пладне. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху ја состави новата влада само еден час пред да измине законски предвидениот рок за тоа. До ова дојде по маратонските преговори со партијата Еврејски дом на министерот за економија Нафтали Бенет. Со договорот Ликуд, партијата на Нетањаху успеа да добие тесно мнозинство во парламентот, односно 61 од 120 пратенички места. Ликуд победи на изборите одржани на 17 март годинава, кога освои 30 места во Кнесетот. Андреас Лубиц, копилотот, осомничен дека намерно го урна авионот на Germanwings и така уби 150 лица, на претходниот лет вежбал како да урне авион. Германскиот весник Билд, наведувајќи извор близок до француската агенција БЕА, која го истражува случајот, пишува дека Лубиц истиот ден кога се случила несреќата, вежбал како да урне авион, контролирано спуштајќи го без причина. Лубиц страдал од тешка депресија при преглед на компјутерот во неговиот стан. Утврдено е дека во пресрет на несреќата на интернет пребарувал на кој начин може да изврши самоубиство, наведува агенцијата. Десетици торнада го погодија централниот дел на САД, уништувајќи куќи и автомобили, додека поради поројни дождови регистрирани се и поплави. Во сојузните држави Канзас, Небраска, Тексас и Оклахома регистрирани се најмалку 29 торнада. За сега нема извештаи за човечки жртви, а најмногу материјална штета е предизвикана во Оклахома Сити. Градот беше погоден од 2 бури во ист ден. Уништени се куќи и автомобили и предизвикан е прекин на снабдувањето со електрична енергија. За прв пат во градот е издадено предупредување за поплава откако наврна 15 сантиметри дожд. Денес предпладне имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и беше топло. Попладне наместа имаше услови за локални врнежи од дожд и грмотевици. Утринската температура се движеше од 10 до 19 степени, а дневните од 23 односно до 28 степен Целзиусов. Утре не очекува преотна стабилизација на времето. Ќе биде претежно сончево со локална облачност и со дневни температури до 21 односно до 29 степени Целзиусови. Благодарам што бевте со нас и во ова издание на регионалните вести. Пријатно.